И, драги мои, фала многу на големата поддршка, првата стопка ја стигнавме. Сепак јас сум нов, 1 месец више снимам, ќе се трудам боли квалитетно видео да ви извадам, да може колку да гледате и сега ќе ви покажам делот Пештера, кој е сега пусто, а прекрасно кога е лето. И препуно, има Срби, не знам, Хрвати. Па и бугари, и турци, шо нема? Нема, све има тука. Ти го покажем и хотелот таму десет. Значи денес на видео направиме фудбалска чема. И една туристичката улица на Пештер, цела е покрај езер. Ето баш прекрасно и овде вака препуно со луѓе сегде. Сите плажи што се вакат не се чуи. Сега може прљаво, ама пред лето се чистило све. Ни изгледа прекрасно. Оке, оди. Ова е иначе полицијата. Тука има полицијска станица. Полицијска станица тука, ако не ме слушате. Иначе оваа плажа е позната по, како се кажат, повеќето дрва врви и даваат одлична сенка кога сонцето највише, најако, како кажам, пече. Ти не си трча. Си трча? Он не снима? Јас снимам. И тука е препуно со чамци, со глисери, со све. Кајчиња. Има и педалинки и кајаци, све има летно време. Све има летно време. Педалинки шо нема. Ова се најбавите куќи во Пештер, одма се на 10 метри од езер. Прва линија се. Баш прекрасно е да си видиш на плажа. Кога нема место кога се така помали плажите, и овде знаат да се стат пешки педалинка. Она бе лежалка, лежат туку, само влагате вода и свршуваат работа. Како што реков, се издаваат тука лежалки, овие како се кажа кајаци и останати други работи што се издаваат. Овдека исто као бар. Ете го шанкот, има тука сладоледи, сокови, алкохол, не знам. И тука најчесто луѓе седат. И ова исто се овде прекрасни куќи. И сега ме после на терен. Ало? Спасибо. Релакс. Ваши? Да. И тука има исто. И тука има исто маси, столици, исто лежалки. Тука луѓе седат. И ова дрва тука сите крадат. Крадат, поземуваат цреши. Море крадат. А зимаат тоа. Но овде тука под големиве камења има змији. Има. А овде што има се? Терен и хотел Десара. И овде како си кажа, прекрасен хотел Десара, тука има исто базен за помали деца, еден голем огромен длабок и уште еден помален. Тоа е другото као џакузи, така нешто. И овде е плажата со бар, таму има исто лежалки, како си кажа, на столици, маси, и тука можеш да купуваш сокови, сладоледи, не знам, Бога ми убаво да се бањаш. Да. И тука има еден мост, сите скокаат од мост. Нито е длабоко, нито ништо. И таму таа плажа понатаму, сега ќе идеме натаму, е најпознатата, со песок е плажата таа. Иначе хотелов е
од стара Југославија најпознат, сега ќе ви го покажеме. Сега малку постар, ама колку толку се одржува. Битно дека се одржува. Ево како изгледа и теренот. Сега е нов изграден. Зашто тука од хотелот идат фудбалери, фудбалерки и тука одржуваат фудбалски, како кажем, фудбал играат. Турнирчиња. Да. И тука исто има бар. Се сладоледи, пива, сокови, не знам, вода. Што све не. Ајде идеме натаму сега да ви покажеме натаму паза. Тино, пази на Цезар. Ќе дојде со нас. Буквално хотелот е стварно прекрасен, одма имаш поглед, тука искочиш на тераса на езеро. Не ти е мерак да си седиш. Кај е Цезар? Цезар! Тука вани ние сме скокали од мостов и прехлани. Сме се бањали на хотел све. Иначе ова што е со трева, се просипа, како кажем, со песок. Ова е исто дел од хотелот, горе е кафич. Од другата страна на базенот, така? Да. Добро. И Ова? има исто мост. Ете, има песок, маце се гледа, ама има. посипуваат секојаш нов. Не. Тука секој пат пред лето се чисти, па Се шиша, све прават. се шиша. Тука, па ова шиша тревата како? Ја косат. На коса, така. Добро. И ова е многу убаво летно време. И тука е цело време гужва. Да. Иначе овие, како се кажат, кукички се наречени бунгалови, ова е исто дел од хотелот. И што е најбитно се одма. И кој што рековме прошлиот пат, 10 метри од езеро, прва линија се. И тука нон-стоп гужва, например летен период е многу поубаво, кој што изгледа вака. Значи многу подобро. И цело време гужва тука, значи нема кој не иде. А ќе дојде еден на 10 дена и повише, чим ќе си оди, одма други, одма е резервиран. И еве дел од бунгаловите да ви покажеме. Тука најчесто има маси, столици, такви работи. И тука највише идат срби и хрвати. Значи тука највише срби и хрвати, но знаат некад некои деца така од Србија, Хрватска, не знам, Албанија, идат и ги сместуваат тука во, како се вика, во бунгаловите. И најчесто има, поголеми се најчесто, ама некад знае во летен период да има деца. Сега ќе ви покажам дел од бунгаловите. Еве, тука е паркингот, не, тоест горе е паркингот, ама тука се пушта исто, како се викаше, агенцијата, како да кажам, газдите, таму исто терен фудбалски, само што, како кажам, не ми текна вака избетониран. И обојно плаво и не се гледа тоа, и таму исто за одбојка играат. Значи, еве како изгледа. Тука исто има и кошаркарски дел. Мислам као терен кошаркарски. Еве. Тука луѓето маси столици си седат. Еве, и од тука можеш да се качиш. Ете го. Малку се гледа фудбалскиот. Кошаркарскиот дел. Оп. И тука исто е буквално како кажам, прекрасно е тука да седиш. Значи прекрасно, одма си до езеро. Преубав поглед имаш кога ќе бидеш на тераса кога ќе седиш. Да ти е мерак да седиш. Значи еве како изгледа, чекај, не знам дали може да се влезе на кошаркарскиот дел. Сега ќе видиме. Да покажам што е. Не, има два катанеци. Иначе е прекрасно, еве. Исто вака, таму горе ќе ви го покажав делот. Исто така избетонирано, само бело. Ке ви се јавиме. Уствари нема ви само ќе ви покажам уште многу работи уствари. Ја заборавив тука. Порано тука имаше дискотека. Се дереше некој, не знам кој.
Има луѓе тука си седат. Најчесто на клупава. Тука уште еден мост исто. Ова горе порано беше дискотека. Не знам во која година беше, ама знам дека беше дискотека. Еве тука, најчесто тука диџејот седеше. Имаше ова накажувано, дали тато, дедо, не памтам. И таму беше исто. Значи ова свеше, гледате, дискотека. Тука се седеше порано. Чекај видиме друго што има да ви представам. Нагоре. И овдека горе е патот за Струга. За Струга патот. Патот за Свети Наум, за, како кажам, најдобро за посетување. Како, не знам како да ви објаснам. Не знам. Се е многу расфрлано тука, ама се чисти ова. Верувајте ми, се чисти. Летен период дојдете, ќе видите дека е изчистено. Тука не знам дали карпи имаше што скокаат. Мислам, не верувам дека имаше карпи. Ова е цела шума тука. Да, и тука е доле плажа. Сега ќе ви ја покажам. Тука си исто ко плажи. Оп. Да, гледате, и тука летоска има многу, како кажам, луѓе што лежат нагоре, не ми се иде. Мислам, не ми се иде, како објаснам, нема ништо нагоре, више шума. Така да чеки да видиме нешто што не сум ви снимил. Така да се спуштам таму, ќе ви се јавам. Чу! И еве се зимнав. И овде е многу расфрлено. Ова све се чисти. Таму не знам што има. Не е нешто, како кажам, за гледање. Тука да. Тука исто беа залежалки, седеа тука луѓе. Ова фаст фуд беше. Као барови тука. Иначе и тука као терен бил. Тука е водата. И многу кај водата е, како кажам, испрљано гледаш. Ова, тоа таму, тоа. Така да све ви покажав, ќе се јавиме после на терен. Чу! Ние влагаме сега на теренот. Ќе, како кажам, сега штираме 5 слободни, 5 пенали и фудбал еден кој прв стигне до 5. Мора малку поако. Си ја знаеш, братот. Ке шутираш утре со бајле. Бегај! Не можеш од него, знам. Брзо, таки ме замара, не можеш да житам. Много помоги ми треба. Ајде у магарашка клупа. Или памет някој. Гледам и он. Ти го дадам? Не знам. Го даде, ајде бе Тино. Браво, Тино. Дали се умори, бе? Мојот четврти шутовите не имам даден. Што ми е за шутовите? Слаб си нешто денеска. Па нема 3 гола едене. Колку даде еден? Ти веспа се фудбал едно време, не знам. Ајде ти не осветли ми го образот. Ајде. Бегај, Цезар. Бегај.
Ништо. После 5 пенали. Добро. Ама ви си спумпала гума, ова топка е нешто гумата. Ти посигаш? Да. Отиде во аут. И сега снимаме Балканчика. Шутираме се пенали. Не ги снимавме двата, а ги промаши двата. Значи првата имаме 1-0 за Мико. Еден 0 за Мико. За Майк. за Мики. Или по-нашки Мики. Или Мио. Браво, Тино. Два. Два пенали, на пенали си. Даде, добро. Браво. Три. Ајде име Тино што ќе направи. Тоа мај се ги прилива позади. Спаѓал. Пегај, Цезар. Пегај таму. Не. Пегај таму. Превисока. Три еден за Мио. Уште три. Шута. Не, уште три шутирање, еден промаши, ајде. И уште еден промаши, 3-1 останува. Може да ќе играме на разлика? Ако ти ги даја овие два, ако не губи. Ако ми ги даја вие два пушење. Да. Каде бе, брат, изгуби. Спира третиот. Сега идеме на 1-1. Компанија. Моја топка. Бекта. Што играме сега? Што играме сега? До 1. Ајде. Цезарот чие? Еден 0 за Мио. Не го снимив голот, пошто префрлав страна, али окей. О, Мио го јаде, брат. Еден. Браво, Тино. Мио, ти не ли идеше на фудбал едно време? Ама идеше и Тино. Два, еден за Мио. Мио, Тино, ајде сега, 2-2. Со глава, Мио, Тино. 2-2. Ајде, решавачка. А? Па добро, у фудбал се е дозволено до негде, односно се може да се случи. Сега треба да се одбраниш. Ако се одбраниш, твое.
Браво, Тино. Ајде, одмо напад. Браво. Ајде, Тино. Леве. Кој даде гол победува? Мио победи. Ďalej go pobedi. 3-0. 3-1. 3-2. Koliko biš? 3-2. Ništa, го победи. Поле играчи. Ще го гледате във видео. Оставете тука лайк, субскрайб. Ако не ви се свига, ще ставите дисуй. Ево овде инстата. Така се гледаме наредно видео. Чу!